Значи ти Airplane mode? Јас сум во Airplane mode. Пример. Почитувани гледачи, добре дојдовте во новата епизода на Јасно и гласно дискусија на Радио МОВ. Оваа епизода ни е посветена на медиумската писменост и борбата против дезинформациите. Ја нарековме реалност или празни ветувања. Повод за оваа дискусија денеска ни се деновите на медиумска писменост, кои во следните неколку недели институциите и невладиниот сектор и медиумите ќе организираат повеќе настани за подигање на јавната свест околу ова прашање. За оваа тема денеска со нас во студиото на Радио МОВ се Деница Чадиковска од Истражувачка репортерска лабораторија Македонија, млада новинарка, Емилија Петреска Камењарова од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Петрица Рачини од секторот за односи со јавност на владата. Би започнал на почеток со актуелната ситуација во поглед на дезинформациите и медиумската писменост од другата страна. Емилија, би започнал со вас. Што подразбира оваа кампања која што сега ја покрена неколку институции, вака малку поширок фронт и невладин сектор, и што очекувате на крај да постигнете со овие денови на медиумска писменост? Благодарам за поканата во студиото и за можноста да проговориме малку повеќе нели за деновите на медиумска писменост, кој што ги организира за прв пат сега во Македонија мрежата за медиумска писменост. Значи и вие сте членка на мрежата, има до сега 53, а активно во деновите на медиумска писменост сме ангажирани десетина организации. Идејата е, бидејќи и претходно различни организации пред невладиниот сектор работеле на различни проекти, различни работилници, медиумски денови, обуки и така натака, различни кампањи медиумски за медиумска писменост, ама тоа никогаш не било овака направено заеднички, ударно, за да се привлече повеќе внимание. И затоа годинава се одлучивме сите заедно да настапиме како мрежа и тоа да го направиме во периодот кога се одржува и глобалната, тоест светската недела на медиумска писменост на УНЕСКО. Таа почна всушност денеска од 24 октомври до 31 октомври ќе биде. Ама кога го отворивме повикот во рамки на мрежата за настани, толку многу настани се пријавија, што ние се одлучивме за денови на медиумска писменост кои што ќе траат 4 недели. Целта ни е да допреме до што е можно повеќе возрастни групи. Па така ќе има работилници за препознавање на пример на лажни вести и со пензионери и со организации на жени. Ќе има работилници за различни аспекти на медиумска писменост, особено за развој на критичко мислење со средношколци. Ќе има медиумски денови кои што веќе со години наназад ги работи Институтот за комуникацијски студии и Високата школа за новинарство и односи со јавноста, во кој што ученици од средни училишта од Македонија носат во медиумите за да видат на лице место како всушност се создава медиумски продукти, како се креира медиумската реалност, зашто медиумите сепак ни прикажуваат една креирана реалност. Ќе организираме, да речеме, ние во агенцијата отворен ден каде што имаме и основци кои што ќе дојдат, значи една друга популација со кој што ќе зборуваме за медиумска писменост на нивни јазик. Ќе презентираме истражувања за нивоата на медиумска писменост во државава, ќе имаме странски експерти, значи идејата ни е на различни аспекти од една многу сложена тема која што генерално се нарекува заеднички, се нарекува медиумска писменост, да изорганизираме што е можно повеќе настани, што е можно повеќе личности да допреме, се со цел кај нив да го поттикнеме критичкото размислување и да ги поттикнеме секогаш кога примаат одредена медиумска информација или кога сами им пристапуваат на медиумите, тоа да го прават со малку повеќе размислување со цел да не бидат искористени и злоупотребени, но и самите да не злоупотребуваат. Деница, сега би сакал да преминеме на тоа како еве од новинарски аспект се гледа на оваа работа. Јас знам дека ние во Радио МОВ, например, често добиваме коментари на социјални мрежи за некои прашања кои што ги има во текстот кој што го објавуваме, меѓутоа е ставен на Facebook и луѓето ја гледаат само насловната фотографија и насловот и тоа си го коментираат на социјалните мрежи, значи не навлегуваат подлабоко во веста. Колку еве вие се соочувате со вакви ситуации во кои што можеби граѓаните или публиката која што ги чита вашите текстови има проблем со вакви ситуации. Значи,
чита само еден дел од работите, не ги обсервира критички, нецелосно информирана за веста која што вие ја пласирате и слично. Какво е вашето искуство? Имам искуство конкретно со една рубрика која имаме секојдневно, објавуваме текстови, изјава на ден се вика, значи објавуваме некоја изјава која во моментот е актуелна, со која сакаме да поттикнеме дискусија. И многу често се случува, значи во зависност од тоа дали сме објавили изјава од член на политичка партија, веднаш да бидеме ставени во еден кош. Тоа е резултат на општата надоварба на граѓаните во медиумите, што е разбирливо до негде, заради тоа што има причина за тоа. Но ние навистина многу се трудиме, сами одиме на посебни обуки за проверка на факти, ни една сторија не е објавена без да помине с неколку филтри. Буквално секоја ситница во една сторија се проверува од повеќе луѓе. Значи, сите со 4 очи отворени. И поради тоа не сме имале конкретно некоја алармантна ситуација, но имаме ситуација како што го спомнав со изјава на ден, каде што буквално иако ги преземаме тие мерки, сме ставени во истиот кош со оние кои не ги преземаат. И многу често се случува, значи да сме обвинети дека со само тоа што сме објавили изјавата, сакаме да ја поддржиме изјавата, а ние дури понекогаш ја објаваме заради тоа што е толку апсурдна, што самата изјава по себе треба да те предизвика да критички да размислуваш. Уште едно подпрашање овдека би сакал, колку често еве во редакција на пример имате некакви можеби дискусии околу тоа што објавуваат други медиуми, па налетувате на некои содржини кои што можеби еве не се проверени или кои што се дезинформации и слично. Колку ги разговарате тие работи и какви се вашите реакции можеби во такви некои ситуации? Често ги разговараме, искрено можам да кажам дека навистина предизвикува револт кај нас, заради тоа што ние ја губиме довербата на граѓаните, а тоа не е по наша вина. И имало многу ситуации во последно време, дури има некогаш се толку едноставни работи, како последната изјава која беше на Помпео, еден сајт објавил дека е објавена од State Department, го преземаат тоа сите, јас сакав да преземам изјавата, гледам State Department, пробувам да го најдам оригиналот, за нели тој филтер да помену уште еднаш, и сваќам дека уствари на Твитер се објавил сам на Твитер изјавата и потоа од State Department го ретвитнале неговиот твит. И да, напишано со скриншот со се, значи да многу е важно изворот, нели го знаеме, дури сакам да кажам за една проста изјава не можеме да бидеме сигурни и да веруваме ни ние, а не па граѓаните кои сигурно не ги поменуваат тие филтри на проверка. Петрит, од владата е најавен еден акциски план за борба против дезинформации, против ширењето на дезинформации, кој веднаш кај дел од јавноста најде на отпор, бидејќи тоа веднаш се протолкува како некаква намера владата да почне да се меша во слободата на медиумите, слободата на интернет, слободата на изразување на социјалните мрежи и слично. Овде имам издвоено два примери каде што можеби тоа може така да се протолкува и би сакал да ми ги прокоментираш ако не е проблем. Првата е во врска со медиумите, каде владата вели че има јасни критериуми кои медиуми смеат да следат пресконференции на владата и владини настани. Не сум сигурен дека баш на тој начин беше кажано, но тоа е поентата. Поентата е тоа, дека ќе се воспостават критериуми за кои медиуми смеат да ги следат владините настани, и вториот за интернет, а тоа е дека активно ќе пријавувате профили и групи од социјалните мрежи кои шират дезинформации. Прво би сакал околу ова малку накратко да што е планот и намерата на власта преку овие мерки од акцискиот план. Значи, прво мислам дека тоа е тотална една мисконцепција, тој концепт што и беше понуден на јавноста, односно дека тоа е погрешна интерпретација на тоа што владата сакаше да го каже и јасно го напиша во тој предлог план, кој што не е финален план, туку е предлог план кој што е даден на дискусија и каде што ние како влада ги очекуваме пред се, нели, инпутите кои што треба да дојдат од професионалните здруженија и организации, од самите медиуми, од академската медиумска заедница, од другите институции, од граѓаните секако, како, нели, луѓе за кои што на крајот на денот и владата и медиумите работат за да го остварат јавниот граѓанскиот интерес. Тоа што е намера на владата е јасно и експлицитно да кажам. Таа да си го среди својот двор. Начинот на кој што таа и институциите комуницираат со граѓаните. Голем напредок имаме во тоа.
Ние веќе 2 години во регионот сме прогласувани од меѓународни релевантни истражувања за најтранспарентна влада. Од периодот, за разлика од периодот пред 2 години, кога бевме најнетранспарентната влада. Значи, тоа е тој огромен скок што е направен и ќе се продолжи да се работи во таа насока, институциите да бидат што е можно повеќе транспарентни и отчетни пред јавноста и да имаат редовни и добри канали на комуникација со новинарите и со медиумите, не само преку формата слободен пристап до информација од јавен интерес, каде што имаме огромен напредок, туку и преку воспоставување други канали на комуникација. Едноставно механизми каде што ако новинар види некаква шпекулација, да може веднаш да дигне телефон кај одговорно лице во институцијата да ја провери информацијата. Веднаш. Често пати тоа не се случува, но ние како влада, како институции сме отворени да работиме со медиумите во таа насока, да изнајдеме механизми како најбрзо да го спречиме ширењето на дезинформација. Што значи тоа ред внатре? Тоа значи луѓето што ќе комуницираат со медиумите во име на институциите, да бидат многу добро обучени, вешти веднаш да ја дадат и да ја најдат таа информација. Често пати додека нели како велиме додека вистината ги обуе чевлите, лагата веќе го свртела светот. Ние треба тоа време да го скратиме. Како ќе го скратиме ако медиумите или институциите воспостават подиректни канали на комуникација каде што информацијата ќе може да се провери и граѓаните брзо ќе добијат вистинска информација. Тоа не значи дека ние ќе бираме кој ќе ни доаѓа на пресконференција. Напротив, неколку пати тоа го нагласивме и министерот без портфел Поповски, и самиот премиер, и другите луѓе кои што учествуваат во процесот. Медиумите, еснавските организации се тие кои што воспоставуваат стандарди во медиумската фела. Ние сме тие како институции што можеме само да ги прифатиме. Тоа значи, еве, има иницијатива колку што знаеме во Сдруженијето на новинари, каде што се прави регистар на онлайн медиуми. Тоа е тој регистар кој што ќе го почитува владата. Значи, нема да каже владата кој е новинар, кој не е, кој има портал, кој нема, ќе си кажат медиумските, еснавските организации. А што е со моментот за пријавување на вести и профили? Моментот за пријавување соработката помеѓу институциите и големите медиумски конгломерати и собственици, односно компании кои што ги поседуваат социјалните мрежи, такви механизми на соработка се воспоставени секаде низ светот, а и во Македонија и функционираат. Само преку пример, чисто за да разберат граѓаните за што се работи. Ако се сеќавате на случувањата со тепачката на каве, 2010 година. Значи, одеднаш тој ден почна во еден ден да се отвараат десетици и десетици групи, кај едната група етничка и кај другата кои повикуваат на условно речено, да употребам колоквиализам, обрачун. Код окей корала, кај каве да се собера, да се... Што правеше тогаш МВР, и ја тоа го имам спомнато и во истражување регионално за говорот на омраза, кој излезе за УНЕСКО и Европска Унија 2013-14 всушност, дека тоа беше одлична акција на МВР тогашна. Нели, има оделение за компјутерски криминал во МВР, кое што има директна комуникација со канцеларијата на Facebook во Даблин. Тие во 2010 пријавуваа групи кои што повикуваат на етничко насилство и Facebook ги гасеше групите. Тоа придонесе за тој инцидент веројатно да не излезе во таа пропорција како што некој го беше замислил, туку да биде сепак инцидент кој што релативно успешно, ајде да речеме, иако беше неуспешно контролиран, но не успеа да излезе надвор од рамките кои што на општеството би му направиле далеку поголема штета од тоа што веќе се направи. Тоа е тоа што функционира со години секаде во светот и ќе продолжи да функционира со тоа што ние би сакале тие механизми да ги исконципираме на таков начин на граѓаните да им биде јасно што прави. Тоа значи да има јасни критериуми кога се пријавува нешто до Facebook, кога се пријавува нешто до Twitter, а не тоа да се претвори во инструмент
на политичка опресија. Значи да почне некоја влада само затоа што не знам Петрит или некој нешто напишал критично на Facebook, не ми се допаѓа, пријави го во Даблин. Така, а кој ќе ги дефинира овие работи, односно кој ќе дефинира што е дезинформација, лажна вест, шпекулација и слично? Ова го прашувам од аспект на тоа што многу работи на пример што излегуваат од пиарот на влада. Исто така може некој да рече дека се дезинформации. Еве имаме на пример последни случаи, јас барем на кој што налетав, се визуелизации на некои податоци за просечна плата, кои што се релативно може да се наречат манипулативни. На пример имате два столба на просечна плата која што се качила за 1000 денари и е прикажано дека едново е двојно поголемо од другото, што кај публиката создава впечаток дека скоро па дупло е покачена просечната плата. Или еве на пример примерот, знам дека има реакции, дали на пример еве сега по одлуката на Европска унија можеби прашањето за референдумот исто така може да се смета дека беше дезинформативна. Дали сте за ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот од Преспа? Ако сега ајде да почнеме со ова кое што веројатно целата јавност ја преокупира. Ако ги погледнете сите извештаи на Европската комисија наназад низ години, ако ги се вратите само на YouTube, ако ги побарате сите изјави, нели од 2008 тогашниот премиер, тогашната владеачка структура зборуваше дека ние сме ги исполниле сите услови за Европа, не остана само уште името. Проблемот на името. Значи не е нешто што сега се роди одеднаш па сега Европа, некои политичари во Европа велат дека името не било услов. Еве денес го слушнавме амбасадорот француски кој што вели дека името беше предуслов. Така? За ние воопшто да почнеме да влеземе во оваа тематика, дали имаме реформи во правосудството, дали имаме реформи во борбата против корупција, ние мораше да го решиме името, за да воопшто почнеме да дискутираме за овие работи. И сега некој да ви каже дека името не било предуслов, после сите 15-20 години изјави кои што доаѓаат од Европа, супер сте вие, само решете го името. Не, тоа е се во ред, така? Петри, но се покажа дека сега прашањето како услов за влез во Европска унија, еве сега се покажува како дека тоа не е прашањето. Значи ако го земете референдумското прашање, значи ја и денес и после 10 години и после 15 години мислам дека суштината на тоа референдумско прашање е сосем валидна. Затоа што преговорите со Европската унија нам ни беа закочени со решавање на спорот со Грција. Сосема во ред. Ова го користам само за да направиме една паралела за тоа кој одлучува што е дезинформација. Да ја убедува јавноста дека договорот со Грција не бил предуслов. Па тоа е една голема лага. Не, добро, ама побегнавме сега од темата. Значи мене ми беше ова, сакам да го искористим за тоа дали кој и како понекогаш политиката се обидува да продава успех. Добро. Токму тоа треба да биде по мене тоа е една валидна грижа и треба да биде дел од дискусиите кои што ќе се отворат за овој предлог. Ние се уште не сме влегле во сериозна фаза на дискутирање него. За жал, моја желба ќе беше веднаш кога излезе предлог планот, ние да влеземе во процес на активно дискутирање. И тоа не владата да ги организира средбите, ЕСНАФ. Значи ако ние сме нешто сме фрлиле како владеачка структура пред јавноста, ЕСНАФ е тој што треба не да го стави тоа во една флоскула и ова не чини, него да дојде вака како што доаѓаме во оваа емисија, ова едно по едно да ги отвараме и да ги затвараме прашања. Во ред, ајде сега прашање е валидно, ја би сакал да го дискутираме тоа со ЕСНАФ-от, со граѓанските организации и да најдеме начин на кој што ќе ги подобриме комуникациите на владата и нема да создаваме впечаток кај граѓаните дека се обидуваме да манипулираме. Добро, Деница, еве каже Петрит за најтранспарентна влада во изминативе неколку години, нели дека сме го добиле тоа признание. Така тој индекс што прават регионален, иако не сме искрено да ви кажам, ние се уште сме далеку од она што ние сакаме да го постигнеме. Еве сега тоа сакам да. Ја лично можам да ви кажам дека додека бев посебен советник за култура во Министерството за култура, имавме фантастичен скор 100 од 100.
Значи, или да го претворам во реални бројки, 21 барање тогаш на сите 21 одговорено. Еве сега Тоа имаше потикна многу новинари уште повеќе да ни бараат. Имаше еден информации. пример, Да, еве тоа е супер. со Деница, баш на една владина пресконференција во која што Деница мораше да ја искористи владината пресконференција и да побара од директорот за фонд за здравство одговор зошто тој не им одговара на неизините барања за пристап до јавни информации. Ми се чини за некоја тема која што во тој момент ја работаш. Треба да биде, нели? Еве го предизвикот. Едноставно политичарите треба да се навикнат дека веќе, нели, отворени се пресконференциите, ќе дојде Мора некој да ќе се ве поставуваат праша. прашања. И тоа сакав еве Деница да ве прашам колку се навистина институциите отворени и отчетни во нивната работа и бидејќи добивањето на официјални извори е еден од главните предуслови за да се спречат дезинформации и ширење на некакви можеби неточности или било што. Какво е вашето искуство? Значи, само да ви кажам, не треба така да биде, дефинитивно. Значи, не треба да стигнеме до стадиум јас да морам да отидам на прес за да побарам да ме биде Јас се сложувам, да. Да, не на треба да, барањето. но веќе кога ако дојде ситуацијата до таму, пазете во институциите, кругот на нели на тие што одговараат, што го подготвуваат, одобрил, подготвил и така натаму, можно е директорот и да не бил свесен дека е побарана таа информација. Директорот беше свесен и знаеше точно што стои во барањето. Не Тоа знам беше за конкретниот толку случај. симптоматично дека он точно знаеше што стои во моето барање. Јас не очекував да знае дека сум испратила барање. Јас бидејќи сум млад новинар и немам работено за време на претходната влада, не можам да зборам од лично искуство како било порано, како е сега, но можам да кажам дека сега колку и да е оваа влада отворена и транспарентна како што вие велите, нас тоа доволно не ни помага во работата, пред се заради тоа што нема комисија за заштита на правото за информација од јавен карактер. Мислам дека тоа е причина зошто институциите не ни одговараат. Заради тоа што не се загрижени дека ќе има било каква мерка ако не одговорат. Конкретно со фонд за здравство, прво, значи ако е рокот 30 дена ми одговорија на 33-тиот, првото барање ми го одбија. Без да ви побараат дополнително 10 Не, без да дена, ме пошто по побараат. закон имаат. Без да ме Ама побараат. треба да ви известат. После 33 дена добив одговор дека барањето ми е одбиено, се повикаа на закон за заштита на лични податоци. Они верувам дека знаат, го познаваат добро законот и знаат дека може да ги прешкртаат доколку има лични податоци, да ми ги дадат другите информации кои јас ги барам. Испратив жалба до комисијата, дури се јави во комисијата и они ме поддржија да испратам жалба, иако и они самите се свесни дека нема да добиам одговор јас на таа жалба. Потоа требаше да го преформулирам барањето, испратив повторно и после пресконференцијата со Ден Дончев конечно добив одговор само заради таа пресконференција. И ова сега зборуваме за нешто што законски мора да ви го обезбедат како информација. Што правиме во оваа секојдневна комуникација? Има дневни настани кои што бараат брз одговор, треба да се јавите на некоја институција. Се среќавате ли тука со некои проблеми? Значи за дневните настани, вака ќе ве кажам, ние се сноѓаме како што знаеме и умееме. Прво гледаме да сме во комуникација со портпаролите, значи они морам да признам јас со тие со кои што сум имала досега искуство одговараат навремено со тоа што и они доаѓаат до пречки во самата институција, односно они не може да го добијат одговорот кој јас го барам често, но секогаш и навремено одговараат. Но на пример кога бараме одговори од влада, секогаш тоа ајде испратете сега прашања официјални и знам дека одговор ќе добиам за 15 до 20 дена. Мене сторијата дневна ми пропаѓа. А од друга страна ние имаме одговорност како новинари да ја представиме и другата страна. Кога сум дошла до некоја информација, нели, сакам да ги представам двете страни, сакам да го слушнеме мислењето на владата, конкретно со сторијата ве напаѓаме, да речеме. Ама заради тоа што не добивам одговор, јас морам да напишам, да речеме, после 5 дена не добив одговор од институцијата или од владата, што е на ваша штета на крајот денот. Тоа е тоа. Зашто вие трудиме да го кажете гласот, вие не го кажувате. Ќе си добие Инструментот на критика. притисок на јавноста е да каже овој Тоа е. човек не ми одговори. Така. И тоа за на граѓаните И им тоа е дава одговор. впечаток дека И од тоа неодговорот е и тоа одговор, втора дефинитивно. страна. Да. Петри, на што се должи ова? Еве јас можам на пример да посведочам дека и ние се среќаваме со вакви проблеми во обично во оние секојдневни активности во кои што треба да добиеш некоја брза изјава од некоја институција. Еве сега со недели чекаме некој одговор од Агенција за млади и спорт, Министерство за образование со мејлови комуницираме бидејќи тоа оди споро, тоа иде со денови. Каде е овдека проблемот? Дали уште постои некаков страв во институциите да се каже некоја информација
која што може после некому да направи некаква штета. Ја мислам дека стравот е повеќе од ова што се случува сега во нашиот јавен простор на социјалните мрежи и така натаму, дека тој одговор што ќе се даде може некој да го изманипулира. Да го сврти, да исече едно делче и така натаму. Второто што се случува дека често пати прашањето што е конкретно упатено оди на една специфична надлежност на некоја институција што е подолу во скаливата, да речеме, карикирам се, ќе го земам Министерството за образование, може би за таа тема што сте прашале, да речеме, надлежно Бирото за образование, па сега треба да има комуникација од портпарол на Министерството до Биро, па они да го најдат. Но Петри, таа комуникација обично оди со прашајте ги во Биро за јавно образование. Прашајте, да. Пати, но кога ќе ја прашате владата сега мора да ви даде одговор, па сега владата треба да дигне телефон во Министерството за култура или не знам каде, па они да го најдат одговорот, па тој одговор да дојде до владата и тука се губи. И има еден дел, нормално, треба јасно да ги кажеме работите, има луѓе кои што немаат доволно вештини, имаат страв да комуницираат на било каков начин кој што остава, нели, не остава траг, да речеме одговор на телефон, тешко ќе добиете од било кој портпарол, затоа што сега довербата е нарушена, како да ви кажам, меѓу медиумите и институциите со години е довербата нарушена. Бидејќи, нели, Деница спомна, нема искуство. Ние знаеме за времења кога портпаролите сега дигаат телефон, порано дигаат зависност од во која редакција сте. Така. Добро, ама па и знаеме за времења кога портпаролите го знаеле одговорот на секое прашање. А сега портпаролите мора да прашам, мора да ми пратите мејл. Предходната влада сите новинари со повеќе искуство, прашајте ги 2006-2008 еден период кога телефоните беа уклучени, после од 2008 до 2015-16 беа отворени за едни, за другите не. Сега имате една владеачка структура која што на сите им дига телефон, се обидува по-интензивно и подобро да комуницира, нема преференции за едните сме скрос исклучени, а на другите добиваат нарачани прашања и одговори. Значи сега било која редакција си ја сетира својата агенда, доаѓа, функционерите не ви бараат конкретни прашања, ви бараат теми за кои што ќе дискутираме. Подобрена е ситуацијата, но се согласувам, имаме многу недостатоци. Извинете, само ме прашам на кратко, велите немаат сите лица вештини, нели се прави некоја проверка, на пример, ако треба портпарол да вработите, сигурно сум дека услов треба да биде тој човек да има вештина за да може да комуницира со медиуми. На почетокот, кога беше 2017 на почетокот на мандатот, мене ми се случи, доаѓам во Министерството за култура, сектор во кој што има 6-7 луѓе кои што работат односи со јавност, од кои што двајца имаат реално искуство и новинарско и така натаму, но гледате дека има во тој сектор 4-5 луѓе кои што немаат речиси никакво искуство медиумско. Кога ќе видите дека тие двајца што знаат не се ниту раководители, ниту ништо, туку нив ги раководи некој што не знае. Значи имаме партиско вработување. Па имало партиско вработување. Имало значи јасно, нели се знае кој е шеф, од каде, и ние дојдовме дури до сознание дека Facebook профилот на Министерството за култура го раководи човек кој воопшто не е дел од структурите на Министерството за култура, ниту пак бил. Значи имате некој од надвор што го администрира, а нема ни договор ни ништо. Сега како да ви кажам, тоа беше непостоењето на границата помеѓу партијата и државата. И уште. Јас се надевам, моето искуство од таму е дека тоа Министерство за култура во тој период од една година апсолутно не беше министерство на една или две или три партии. За жал сега, ние знаеме како поминавме после таа година, но таа година дена покажавме дека и сајтот на Министерството за култура може да промовира 10-15 настани дневно, па други медиуми да почнат да зимаат од сајтот на култура и така. Покажавме дека може поинаку да се работи. Што добивме? Добивме и некои чудни ситуации. Например, се случуваше со еден бенд некаква ситуација, доаѓа камера на една телевизија, ја викам, еве, тука сум со документот, да видите кој аплицирал во име на бендот.
камерата на телевизијата си оди вечер на вестите, гледам дека Министерството за култура не ни даде одговор. Значи, тука човекот, советникот тука и вика на камерата, еве го документот. Они викаат важи, си одат без да го снимат и навечер велат дека не сакал, односно не дале одговор Министерството за култура. Ми се случува сечење на изјави на запирка. Петри, тоа се ризици кои што се доаѓаат со Лични, транспарентност и мора да се прифатат. Да не зборувам. И сега кога ги пикате луѓето во таков подруг, ми се случува слободен пристап до информации, колку луѓе сте во секторот, една сторија. Ја давам како што е одговор, односно го подготвува советник кој што е надлежен за тоа и гледам викам, ама ова не го адресира прашањето на новинарот, бидејќи формално во секторот се вработени овие луѓе, но има и други што се вработени што е работа таа работа. При комуникација со новинарот, јас сум тој што го нагласува тоа. Например, еве моето име нема да го видиш во листата на вработени, затоа што така си го поставил прашањето. Кој е вработен во секторот за односи со јавност? Ја не сум вработен во секторот, јас сум посебен советник, но ги водам јавните комуникации. И го објаснив тоа што добив во текстот, дека таа информација не дошла од мене, туку од друго место, испаѓа дека ја сум ја кријал. Сега, кога ќе ги видите сите овие ситуации, несовршени се, далеку од совршени институциите, но имаме сериозен недостаток на капацитет и во медиумите, а имаме и многу луѓе со тенденции и со агенди. Емилија, рековте дека на почетоков на следниот месец ќе објавите истражување за медиумската писменост кај бруцошите, мислам, и кај возрастната популација. Може ли барем еве накусо да ни кажете некои прелиминарни резултати, особено еве ме интересира за помладата популација. Колку се медиумски писмени, ако можем така да кажем? Да, значи станува збор за две одвоени истражувања. Тоа кое што е второ фактички мерење на нивото на медиумска писменост кај популацијата над 16 години во Македонија, го нарачавме ние, финансиски е поддржан од ОПСЕ, теренското истражување го изработи Ипсос, а експертката која што ги анализира понатозите е доктор Снежана Трпевска. Ова намерно го кажам, бидејќи тие што работат истражување, јасни им се референциите за веродостојноста на истражувањето. Другото, за нивото на критичко мислење и навиките за информирање кај бруцошите, изработено во рамките на проектот Критинг, кој што го работат Евротинг и Метаморфозис. Значи, јас би сакала да ги поканам сите, бидејќи тоа ќе биде отворен настан на 14 ноември. Првата утринската сесија ќе отвориме со презентација на овие резултати, бидејќи едното и другото истражување покажуваат многу интересни показатели даваат. Јас сега, бидејќи се уште не е финално излезено истражувањето за нивото на медиумска писменост кај популацијата над 16 години, не можам да кажам детали, но можам да кажам дека да речеме, она што беше индикативно од истражувањето од 2016, првото кога го правихме, беше дека околу 2/3 од населението во Македонија всушност има развиено критичко разбирање. И ова истражување тоа го потврдува. Но она исто така што се потврдува со овој истражување дека повторно повеќе од 80% од испитаниците не се подготвени да преземат некаква активност по тоа прашање. Значи, не знам, да поддржат макар некаква иницијатива на Facebook или нешто да донираат на некоја невладина организација која што ја бутка таа кауза која што нив ги тангира. И тоа пак многу се поврзува со нашата политика за медиумска писменост усвоена во текот на годинава, каде што експертот кој што ја правеше, господин Пауло Челот, дава еден нов концепт за медиумската писменост во кој што вели дека инсистирање на развој на критичко размислување се покажува како недоволно. Треба да одиме кон развој на критичка свесност, односно кон развој и негување на етика, емпатија, чувство за праведност, значи сите они интегритет на личноста, односно дека да бидеме воедно сигурни, луѓето кои што ја злоупотребуваат слободата на изразување на интернет или на кој било друг медиум, не се медиумски неписмени. Напротив, за да можеш нешто да злоупотребиш, ти мораш да знаеш како тоа нешто функционира, значи тие се медиумски писмени. Значи, тие се некои интересни податоци во поглед на младите.
постои една јасна дистинкција во возрастните категории во поглед на начинот како ги користат медиумите и како ги користат уредите и од што пред се информираат, додека кај повозрастната популација, особено оние над 50 и посебно над 60 години и натаму доминантна е телевизијата, кај помладите генерации, значи онаа првата категорија 16 плюс и онаа до кај 30 на 40 години веќе на различни нивоа, но многу повеќе се користат новите медиуми и новите начини на информирање, и смартфоните играат значајна улога и сите апликации и алатки кои што може да се користат преку смартфоните, и многу интересно на кој начин дури едноставни работи како што е користење имејл се менуваат токму со тие нови работи. Во секој случај ние како институција, сега малце ќе го допрам сосема наку со свесна сум за времето и претходното прашање, ние како институција сме исклучително транспарентни, па ние се што имаме направено или создадено го објавуваме на веб страница или на нашата avamo.mk или на mediumskapисменост.mk, и би сакала да ги поканам граѓаните да ја посетуваат mediumskapисменост.mk, затоа што таму има цела низа на најразлични податоци, информации, видеа, истражувања кои што ги работеле сите членки на мрежата. А ако ги интересира како работи агенцијата, исто така огромен број информации може да најдат на нашата веб страница. Ако ги интересира како работи советот, како постапува, може лайв стримингот на седниците на советот да го гледат, што е прилично уникатна работа. Емилија, само на кратко би ве замолил, многу на кратко, сите ќе го поминеме оваа тема, што е со медиумската писменост во формалното образование, бидејќи овие кампањи, спотови, се тоа убаво, меѓутоа додека тоа не влезе да се изучува на дневна основа, кај најмладите европските земји веќе од градинка почнуваат да го применуваат тоа, ништо не правиме, а паралелно има па и ситуации малку лицемерни кога некои медиуми кои што ширеле говор на омраза, кои што не знам, можеби поттикнувале некаква нетрпеливост на разни основи, од савајде си го емитуваат овој спот за медиумска писменост и се убаво навечер си даваат такви емисии кои што се сосема спротивни на тоа што еве преку овие спотови сакате да го постигнете. Каков е вашиот став во врска со тоа и колку може да направи агенцијата во оваа сфера, во навлегување во формалното образование? Да, во моментов имаме и еден друг процес што се одвива во Македонија, тоа е формирањето на Националната коалиција за медиумска писменост, инициирано е од Македонскиот институт за медиуми и во соработка со владата. Мене ми е исклучително драго што владата влезе сериозно во ова прашање, затоа што ние сите останатите кои што немаме никакво влијание врз извршните политики, не можеме ништо многу да постигнеме, освен да ја држиме темата во фокусот како што се држи од 2010 наваму, нели, да не навлегуваме во историјата, ама од тогаш се држи обидот за влез на медиумската писменост во образованието. Сега за сега, значи се дискутира, сигурно сум Петри тука повеќе ќе може да каже, но она што е битно е дека се дискутира за тоа како да се изнајдат начините како да влезе медиумската писменост во образованието, бидејќи ние сега имаме нешто што се вика медиумска култура, медиумско образование, но немаме медиумска писменост. Тие елементи се среќаваат пред се во преметите како што се мајчин јазик на сите јазици кои што се изучуваат во училиштата во Македонија. Ги има во граѓанско образование, значи во тој тип на предмети, ама тоа е пред се запознавање на медиумите, а не критичко. И тие содржини беа да речеме што е медиум, што е телевизија, да, во информатика, значи што е медиум, што е телевизија, што е радио, телевизиска емисија, се тоа како ќе се спроведува во практика зависи од самите медиуми. Да речеме некој училиште може да ги однесе децата и во телевизиска и во радио емисија, ама некој нема да го стори тоа. Она што нам не треба, и тоа е мое убедување сега лично, дека треба да ја внесеме медиумската писменост како пристап во нашиот систем на образование, затоа што тоа е начинот на кој што ја третираат државите со најдобри резултати на функционална писменост и најголеми ниво на медиумска писменост. Петри, те молам накусо само ова прашање и колку еве имаме ние систем и кадар наставнички, професорски, кој што ова се може навистина да го спроведе во дело. Дискусиите, значи веќе има сериозна работа, сериозни тела, не само што се институциите мобилизирани, тука е граѓанскиот сектор, другите институции се работи на темава, се дискутира околу пристапот. Многу е важно да определиме
како ќе му пристапиме на овој проблем и како ќе го внесеме концептот во образованието, нели сега има дали како пристап во сите предмети, дали преку мајчиниот јазик, дали посебен предмет, дали во неколку предмети кои што допираат во оваа сфера, не знам, граѓанско образование и така натаму. Моите лични размислувања секогаш одам не сакам или стратегии, сакам и стратегии. По мене мислам дека сите овие 3-4 концепти за кои што се дискутира треба да влезат. Значи и да има пристап во сите предмети. Вие можете медиумска писменост, нели, час по физика, за оваа тема најдете на интернет, дојдете па ќе дискутираме дали изворот релевантен, да не сте се повеле за некој кромит и така натаму. Значи има начин во сите предмети да се искористи медиумската писменост и преку пребарување на информации, создавање на некаква презентација за пред соучениците и потоа отварање дискусија дали ова вистина не е, кај го најде, дали има подобар извор и така натаму, може и да се соджвака содржината по физика и да се сврти кругчето на медиумска писменост. Додадена вредност. Да. И во наставата по мајчин, македонски, албански, турски, српски јазик, тие се, нели, мислам и босански сега има. Босански јазик, пардон. Значи може да се внесе тоа што е важно и тоа треба да го знаат граѓаните, дека ова владеачка гарнитура уште од самиот почеток е свесна дека овој концепт мора да влезе во образованието и дека тоа ќе биде едниот столб кој што ќе создава одговорни граѓани кои што ја разбираат јавноста и кои што сакаат да учествуваат во неа. Но за мене е многу важен и вториот столб. Да не забораваме, сите некако гледаат кој ќе се бори со лажните вести. Значи противникот го знаеме, не го знаеме, нели овој што во наше име ќе се по мене малку е погрешна визијата дека институциите тоа треба да го прават. Зошто? Затоа што секогаш се отвара прашањето на тоа што вие го спомнавте во едно друго прашање, кој нам ни гарантира дека ова место механизам на заштита нема да се претвори во механизам на политичка злоупотреба. Кој треба да биде главниот борец? По мене професионалните редакции. Зошто? Затоа што најдобро знаат како од сложен медиумски наратив да направат едноставен, кој што ќе им се објасни на граѓаните низ малку редови. Второ, затоа што тие се најголемите жртви и ќе бидат најголемите жртви на лажните вести. Значи, затоа што погледнете оваа емисија каде што учествуваме денес. Вие работите тројца тука. Непрофесионален медиум ќе работи со еден човек, така. На непрофесионалниот медиум не му треба како на деница да се јави и да ги проверува информациите, туку пука веднаш, така. Да. Кој губи тука? Губат оние медиуми што мора да вработат 4 луѓе за да создадат професионална содржина, затоа што овој ја создава многу побрзо, многу поевтино, а бидејќи е сензационална, таа и си собира многу повеќе кликови. На крајот на денот публиката ќе ни отиде кај непрофесионалците, ќе се изгасат професионалците. Да, дозволете само професионалците треба да станат најголеми борци против лажните вести. Само ептен накусо од истражувањето, уште еден показател. Граѓаните се и тоа како свесни за тоа дека нашите медиуми не им веруваат на нашите медиуми. И во оваа ситуација мислам дека секој сериозен медиум би требало многу сериозно да ги земе предвид резултатите од тој сет на прашања, за тоа колку им верувате на домашните медиуми и сериозно да размисли како да се реорганизира сопствената редакција и како на вистина да се врати. Ние имавме многу поинакво новинарство пред 15 на 23. Значи, добра информација и но беше попристојно. Ќе завршам со Деница. Сега еве во следниот период најавија политичките лидери не очекуваат избори и претпоставуваме дека реториката и вестите на социјалните мрежи повторно ќе земат некаков таков запалувачки тон. Еве, може ли некоја порака, можеби за младите кои не следат во овој момент, што е најважно кога ги читаат и примаат информациите на социјалните мрежи, што прво да гледаат и еве како на пример ти ги примаш информациите и што најчесто ти асоцира дека можеби нешто е дезинформација, можеби нешто е шпекулација и слично? Повеќе механизми се, значи прво го проверуваме медиумот, понекогаш дури не е само медиумот, не можеме да кажеме овој медиум дефинитивно е веродостоен, туку новинарот кој го напишал текстот, ако нема подпишано новинар,
автоматски знаеш дека нешто не е во ред со таа вест. Насловот е многу важен, значи и какви термини се користат во самиот текст, какви зборови се употребуваат. Дали се вид на зборови кои треба да предизвикаат некоја емотивна реакција кај луѓето, дали се некои зборови онака буквално што не се баш соодветни за да бидат во новинарски текст. Тие зборови секогаш уклучуваат некој вид на аларм дека некој сака да направи сензационалистичка вест и дека можеби користи дезинформација или пак само манипулира со фактите. Фала ви многу на сите. Петрит, само за крај во еден збор, ако може, дали не очекува лоша предизборна кампања, што очекувате вие? Па 25-30 години наназад ние имаме секој изборен циклус полоши и полоши кампањи. Искрено се надевам дека политичките актери ќе соберат храброст кога седнуваат да го потпишуваат нели традиционално оној кодекс за фер однесување за време на изборите, дека ќе бидат малку поконзистентни. Навистина граѓаните се изморени од тоа да слушаат плуканици и пцовки, а да не слушаат понуда. Сакаме да слушнеме понуда. Сакаме да чуеме што нуди едниот, вториот, третиот и тоа за тоа што не чини да сами знаеме. Да не биде во еден плукачки направа. Ви благодарам на сите, се надевам дека оваа позитивна порака ќе стигне до тие што треба. Ви благодарам на сите за учеството, на вас што не следевте. Се гледаме и во следното издание на Јасно и гласно на Радио МОВ. Пријатно да тоа беше.